Мал дел од комби превозниците се уште возат и покрај забраната за организиран превоз од Тетово кон соседните општини обратно, која е на сила веќе трета недела. Велат дека добиваат опомени и казни од полицијата, но превезувањето на патници има единствената екзистенција. Да имамо друго посла би ставили ми дома, али немамо посла и затоа морамо се бори за леп. Деца тражи да једе, разумеш? Голем дел од превозниците кои вршат организиран превоз седат дома. Низ сетовските општини има само неколку патнички линии. Патниците од руралните општини се жалат. Без редовен превоз голем дел од луѓето не може да пристигнат до своите работни места, ниту пак да завршат работа во градот. Ние сме далеко од села, од планински села. Нема за што да дојдеме. Еве сум чекал, ја со автостопом сум дошол. Стар човек и времето ограничено колку да се движим тука. И како ќе идем сега до Раковец, планина таму? Ама не знам овие зашто не ги пуштат комбињата. Па е проблем, али што правиме? Градоначалничката на Тетово Теута Арифи смета дека одлуката за забрана на организираниот превоз треба да биде меѓу првите мерки кои ќе се укинат, ако се започне со олеснување на истите. Мислам дека во рамки на размислување за олабавување на мерките и таа ќе биде една од мерките за која ќе треба да полека почне да се размисли за олабавување. Од полицијата велат дека службеници на СВР Тетово открили и соодветно санкционирале 22 возачи, претежно на такси возила, кои не ја почитувале забраната за организиран превоз. Сите прекршители се евидентирани и изготвени им се писмени предупредувања. Отаму најавија дека и во наредниот период, се додека трае забраната, нивни екипи ќе ја контролираат состојбата на терен и ќе постапуваат согласно законот.